Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте на час по македонски јазик. Овој видео час е наменет за ученици од 6-то одделение. Што ќе учиме денес? Денес ќе учиме за поимот литература, за литературните родови во македонскиот јазик, да ги разликувате литературните родови, да го препознаете и определите литературниот род во даден текст, песна и слично. За работа на час ви се потребни компјутер или лаптоп на кој можете да го проследите овој час, учебник, тетрадка и прибор за пишување. Кога ќе ви постава некое прашање или кога ќе сакате да запишете нешто од слайдовите, стопирајте го видео часот и напишете го одговорот во вашите тетрадки. Што представува поимот литература? Зборот литература потекнува од латинскиот збор литера, што значи буква. Со истото значење е и зборот книжевност. Јазикот е основно средство на литературата. Поимот литература се користи за означување на било каков вид пишано творештво, односно на било која пишана форма, како на пример песна, бајка, сказна, текст, расказ и друго. Во антиката и подоцнежното време, денешното значење на поимот поезија тогаш го носел значењето литература, бидејќи уметноста да се твори, односно пишува во стихови, се сметала за литература. Литературата се дели на 3 рода, во кои се разликуваат по надворешната форма, а тоа се лирика, епика и драма. Лириката е изразувачка уметност. Таа се доживува, а не се раскажува. Лириката се одликува со стихови и строфи. Лириката е литературен род во кој преку зборот се предизвикуваат и пренесуваат чувства, мисли и расположенија. Основни елементи на лириката се емоционалноста, односно искажувањето чувства, музикалноста, која е присутна преку римата, и сликовитоста, искажување на чувствата на сликовит начин, односно преку зборовите си представуваме слика за дејството. Повеќе за литературниот род лирика ќе дознаеме преку песната Нашето сонце. Отворете го учебникот на страна 43 и прочитајте ја песната Нашето сонце од Боро Ситниковски. Зборови со кои се сретнавте, а не ви беа познати се: стрмоглаво, надолу стрмно паѓа, срмени, сребрени конци кои се употребуваат за везање, стаса пристигна, коприна свила. Ученици, кога ќе имате непознати зборови, можете да ги пронајдете на Google, на дигиталниот речник на македонскиот јазик. А сега, ајде, заедно да ги одговориме следните прашања. Што го инспирирало поетот да ја напише песната Нашето сонце? За да ја напише оваа песна, поетот бил инспириран од неговата љубов кон сонцето. Која била најголемата желба на поетот? Неговата најголема желба била сонцето подеднакво да грее за сите, без разлика на кој континент живее и на која раса и припаѓа. Какви карактеристики поетот му дава на сонцето? Поетот на сонцето
му дава карактеристики на човек. А тоа го забележуваме во првиот дел од песната, каде забележуваме дека поетот сонцето го доживува како дете, чија мајка го чека секоја ноќ да се прибере дома. И за крај, размислете, на кој литературен род припаѓа оваа песна? Оваа песна припаѓа на литературниот род лирика, затоа што се одликува со стихови и строфи и поетот ги искажува своите чувства, односно неговата љубов кон сонцето. Продолжуваме понатаму со литературниот род епика. Основна карактеристика на епиката е раскажувањето настани. Епските видови можат да бидат напишани во стих, поезија или во проза. Во епските дела се прикажани ликови кои се носители на идеите на авторот. Пример за литературниот род епика имате во учебникот на страна 41. Прочитајте го текстот Мостови од Глигор Поповски и додека го читате, размислувајте за формата во која е напишан. Станува збор за текст, каде што имаме раскажување настани во кои се прикажани ликови, кои се носители на идеите на авторот. Затоа велиме дека овој текст припаѓа на литературниот род епика. Верувам, додека го читавте овој текст, не се сретнавте со непознати зборови. Но да ве потсетам дека ако се сретнете со некој непознат збор, можете да го најдете на Google на дигиталниот речник на македонски јазик. Во продолжение, за задача, имате да ги одговорите следните прашања. Какви значења може да се представат со зборот мост? Зошто мостот им бил најголема мечта? Што планирале да направат? Одговорите. Напишете си ги во вашите тетрадки. Продолжуваме понатаму со литературниот род драма. Како литературно дело, драмата е наменета за изведба на сцена пред публика. Кај драмата најважен е диалогот меѓу ликовите, кои ги представуваат настаните преку разговори, движење, гласови, мимики, песна и слично. Ликовите се носители на драмското дејство. Отворете го учебникот на страна 44 и таму се наоѓа драмскиот текст Весела вселена. Прочитајте го. И откако ќе го направите тоа, ќе забележите дека овој драмски текст го вбројуваме во литературниот род драма, затоа што станува збор за текст во кој имаме диалог меѓу ликовите, кој е представен преку разговор. Верувам дека и во овој текст не се сретнавте со непознати зборови. Но да ве потсетам дека ако случајно сте се сретнале со некој непознат збор, можете да го побарате на Google на дигиталниот речник на македонски јазик. И сега повторно имате задача да ги одговорите следните прашања. Зашто разговараат ликовите во текстот Весела вселена? Каква моќ имаат петките? На кој литературен род припаѓа овој текст? Вашите одговори запишете си ги во тетрадките. И за крај, ајде да повториме што научивме овој час. Литературата се дели на 3 литературни рода – лирика, епика и драма. Тие се разликуваат по надворешната форма. Лириката ја одликуваат стиховите и строфите, во кои поетот ги искажува чувствата на сликовит начин,
а присутна е и музикалноста преку римата. Главен белег на епиката е раскажувањето настан во кои учествуваат ликови, например, сказните, бајките, приказните, расказите, романите и слично. Кај драмата најважен е дијалогот меѓу ликовите, кој може да биде изведен на сцена пред гледачи. Ликовите ги представуваат настаните преку разговори, движења, гласови, мимики, песна и слично. Тие се носители на драмското дејство. За домашна работа ќе имате во учебникот по македонски јазик да пронајдете и да прочитате по еден текст од трите литературни рода. И додека читате, внимавајте на формата во која се напишани. Споредете нивната должина и начинот на кој говорат ликовите. Ви благодарам на вниманието.